Струмичани најостро ги осудуваат барањата на економските експерти за зголемување на старосната граница за пензионирање. Велат дека работниот веќе е онака голем. Младите се без работа, а повозрастните со секоја одмината година од животот се понеспособни се за квалитетно извршување на работните ангажмани. Експертите бараат итни реформи. Според Институтот за економски истражувања, неминовно е да се оди во пензија, односно жените во 64-та, а мажите во 66-та година од животот. Исто така, сметаат дека треба да се зголеми придонесот за пензиско осигурување од сегашните 18% на 22% и да се зголеми границата за семејна пензија и пензијата со бенефициран стаж за 3 години. Сепак, според нив промените треба да се склучуваат постепено, не веднаш, за да се елиминираат силните шокови како врз работниците, така и врз компаниите и товарот да не падне само врз едната генерација. А струмичани против нивните барања. Кога ќе дојде некој од тие што сака тај закон да го постава, нека биде работник, обичен, па нека биде колку тежи од годините. Ние државата треба да мисли на това, се века. Они старосна пензија, тие што се, мислам, што работат на згради, се века, тие работат. Как е на старосна пензија, как е на 67 години, да може да закача непа да работи, се века. Така се покача пензијата. Ама, што знам, државата треба да мисли на това. Ние уидеме, јас на 40 години уидех, у житото ми се работа, ако пекарта рабех, ами јас нози немам и таа е това. Мислам, оти не е правилно. Мислите дека 62 за жени е многу. А 63, 64 веќе премногу е. Да. Не согласувам. Воведувањето на пензиските реформи веднаш или постепено ќе значат заштеди од 10 до 400 милиони евра во следните 20 години. Според анализата треба да се води сметка особено за трудово интензивните дејности, например текстилците одење во пензија за поголема возраст да биде само на доброволна основа. Сепак во анализата не се вклучува најавената државна пензија за оние со помалку од 15 години работен стаж, ниту пак опцијата што постоеше во минатото за одење во пензија според работен стаж. Од Институтот им препорачуваат на политичките фактори да постигнат општ консензус за пензиска реформа, што треба да се спроведува на долг рок, односно да поделат политичкиот ризик при воведување на популарните мерки, наместо да се борат за политички поени, затоа што во прашање се идните пензии на сегашните работници.